Почитувани, производителите на пиперка во Пелагониско се соочуваат со екзистенцијална криза. Над 1000 тони пиперка завршија на депониите поради неодговорноста на власта. Стотици земјоделски семејства во Пелагониско се оставени без основни средства за екзистенција, а власта мува не ја лази. Зоран Заев пред точно една година, кога ги бараше гласовите на земјоделците во Кривогаштани, ветуваше повисоки откупни цени за земјоделските производи и отварање на нови пазари. Да го погледнеме видеото во продолжение. Денеска сме во Кривогаштани, еден од нашите најземјоделски региони, производители и на тутун, но и на компир, и на кромит, и на пиперка, и на многу други земјоделски култури. Имавме прилика да го посетиме пазарот, да поразговараме со луѓето што продаваат на пазарот, но и тие што купуваат. Навистина сите се жалат од оваа пуста сиромаштија која што има зафатено нашата земја. Народот нема пари, цените се многу ниски, ниту има промет, така да не се задоволни ниту тие што продават, ниту тие што ги купуваат производите. Едно е јасно, работите мора да се променат во Македонија. Еден дел од она на кое што ќе посветиме огромно време и достоинствено внимание е земјоделецот и неговиот живот. Директно, најважна задача на новата влада ќе биде да обезбеди пласман на земјоделските производи. Да ги повикаме и отвориме можностите на секаде кај што досега не се отворени за Република Македонија и за нашите земјоделски производи. Тоа е Блискиот Исток, тоа се руските пазари, бившите советски републики, сите овие земји каде што буквално постои сериозен, огромен потенцијал кој што може да абсорбира голем дел од нашето производство. Да створиме надпревар помеѓу откупувачите, кој ќе плати повеќе, тој да го купи нашето земјоделско производство. Една година подосна, Зоран Заев се однесува како Пелагонија и Кривогаштани да не се во Македонија. Земјоделците се заборавени и оставени сами на себе. Владата не само што не обезбеди повисоки цени, туку не успеа да обезбеди било какви цени. Пиперката лани се откупуваше по цена од 8 до 10 денари по килограм, додека оваа година по цена од 3 до 5 денари, а подосна и воопшто не се откупуваше. Откуп имаше само неколку дена на почетокот на сезоната, по цена од 3 до 5 денари по килограм, што историски најниска цена. Откупот се вршеше селективно само на земјоделците членови на СДС. Останатите земјоделци кои не се членови на СДС или кои не можеа во тој период да го продадат својот род, истиот мораа да го фрлат на буниште. Неодговорноста на оваа влада најубаво се гледа од сликите кои ќе ги погледнеме во продолжение. Ова е трагедија, почитувани граѓани. Стотици семејства во Пелагониско, чие основно средство и екзистенција земјоделието и производството на пиперка, оваа година се во загуба и немаа со што да ги прехранат своите семејства. ВМРО ДПМН бара веднаш владата на една владина седница да донесе одлука за обештетување на производителите на пиперки од Пелагонискиот регион. Веднаш да се формира комисија која ќе излезе на терен и ќе направи проценка колкава е штетата по единица површина, односно по хектар. ВМРО ДПМН ја повикува владата, наместо да ја зголемува ставката во буџетот за луксузни патувања на хунтата на власт, да одвои средства за производителите на пиперка, чиј род не беше откупен. СДС не смее да се поиграва со судбината на овие луѓе и нивните семејства. Овие луѓе заслужуваат фер третман од државата и буџетот кој тие го полнат. Ви благодарам.